Научници од Јапонија откриле дека ферментираната стевија може селективно да ги убие клетките на ракот на панкреасот, притоа штедејќи ги здравите клетки. Во студијата спроведена на Универзитетот Хирошима, растението било подложено на ферментација со бактеријата Lactobacillus plantarum SN13T, при што се добило соединение наречено КАМ, кое покажало силно антитуморско дејство. КАМ го блокира растот на клетките на ракот и активира нивната самоуништувачка програма, апоптоза. Истражувачите откриле дека ова соединение влијае само на канцерогените клетки, додека здравите, како оние од бубрезите, остануваат во голема мера недопрени. Покрај тоа, КАМ покажал силни антиоксидантни својства, што дополнително го зголемува неговиот терапевтски потенцијал. Иако студијата засега е изведена само во лабораториски услови, откритието укажува на огромниот потенцијал на микробната биотрансформација. Стевијата, позната по својата сладост, може да стане основа за природна и целна терапија против еден од најсмртоносните видови рак. Ако барате идеја за брз, лесен и вкусен ручек, ова пилешко со зелка е совршено решение. Се подготвува во едно тавче, е готово за 15 минути и е полно со вкус благодарение на ароматичниот сос. Комбинацијата од сочно пилешко, крцкава зелка и лук е одлична за секојдневен семеен оброк. Пилешкото се пржи до златно, потоа се додаваат лук и млад кромит за дополнителна арома. Зелката се додава кратко за да остане крцкава, а на крај се враќа пилешкото со сосот од соја, остриги и сусамово масло, што го прави оброкот богат со вкус, но сепак лесен. Послужете го топло со варен ориз или нудли, или јадете го само, задоволството е загарантирано.